Езерото е многу повлечено, системите испропаднати се што беа и сега со подземни води сами се снаоѓаме кој како знае. Поврго се наводнуваа со канали од езерото и тогаш имаше поголема ефикасност и по квалитет на јаволка. Сега со капка по капка, ама недостаток на вода и така потешко. Криза со вода има. Некаде некои реони има поплитки води, некаде има длабоки води. Бушење скапо е. Некаде 30 евра метар. Некаде има бушотини до 20 метра, до 60 метра бушотини. Природата си го прави своето, нема називно снегој. Како пред години имало по метро снег. И то на неколку пати. Сега и ретко и снег гледаме. Жива катастрофата. Езерото беше довде, во овој дел кај што сега работам, вода беше. А сега има 3 километри до езерото. Најпластичен доказ за една година, гледате до првиот овој обод, колку е повлечено езерото и какви последици има на флората и фауната. Школките изумираат, нема живеалишта. Ево видите, послана е земјата со школки. И то огромни. И сето тоа е последица на повлекување на езерото, кое што последната година за жал е алармантна. Најмеродавен и најпластичен податок е следниот. Кога било 62 големите поплави, нивото било максимално. Од 62 до ден денеска, нивото на водата е повлечено за 11 метри. Замислете се, од овде 11 метра. Тоа едно наше е едно Дојранско езеро. Значи 11 Дојрански езера ги нема. Низ историјата, стотици, илјади години, милиони, езерото преживеело. Многу зависи од климатските промени, од врнежите, најмногу на снег, меѓутоа и човекот е важен. Последните вести не се добри, меѓутоа Преспанското езеро си има вредности. Без вода нема живот. Без вода нема ништо, затоа и ги правиме овие работи, така е, да. Нема толку голема интервенција навистина во државата за заштита на води. Мислам 14 милиони евра за Преспа, да, е навистина голема сума, да не речам 4 буџети на општина Ресен. На 1 хектар јаболко му треба 3600 литри годишно, а има плантажи до душа во Преспа кои користат и над 24.000 литри. Загубите на питка вода за пиење во комуналното се проценти на малку повеќе од 50%. Да, така. На питка вода за пиење, тоа е недозволиво во 21 век. Многу е сменета ситуацијата последните години. Значи тоа навистина и од нивото на вода, од се што се случува околу езерото, миграциите на луѓето, многу има промени и треба да се стават во таков ревидиран план кој ќе значи многу за сите три држави и за цела Преспанско езеро.